издание. Интервју со бугарскиот амбасадор во Вашингтон. Вели историската комисија мора да заврши со работа пред државата да влезе во Европската унија. Председателот Бајден со говор од Филаделфија. Републиканците под влијание на Трамп се закана за државата. А над 100.000 деца родени во Украина од почетокот на руската инвазија. Останете со нас. Поздрав до сите што не гледаат, јас сум Милена Ѓоргиевска. Мешовитата историска комисија ќе мора да ги реши сите периоди од заедничката историја пред Северна Македонија да влезе во Европската унија, изјави бугарскиот амбасадор во Вашингтон Георги Панајотов во интервју за Гласот на Америка. Одлуката на нашиот парламент утврди правно врзувачки услови за секоја бугарска влада да го поддржи секој иден чекор во процесот на проширување, вклучително и отворање и затворање на поглавијата. Овие услови се Северна Македонија целосно да ги спроведува одредбите од договорот од 2017 година и неговите протоколи. Многу важен дел од договорот е билатералната комисија за историски и образовни прашања и незината работа, рече амбасадорот. Целото интервју со амбасадорот е на нашата веб страница. А председателот на САД Џо Бајден вчера во говор од Филаделфија рече дека САД се бора да ја одржат демократијата, а виновен за тоа е поранешниот председател Трамп. Нема сомнение дека Републиканската партија денес е доминирана, водена и заплашувана од Доналд Трамп и мага републиканците, рече Бајден мислејќи на предизборниот слоган на Трамп од 2016 година "Направете Америка повторно голема". Тоа е закана за оваа земја, додаде тој. Бајден исцрта темна слика за визијата на неговите противници за Америка додека зборуваше пред салата каде што основачите на нацијата ја пишувале декларацијата за независност и за уставот на САД пред речиси 250 години. Во својот 25-минутен говор, Бајден го употреби зборот демократија повеќе од 25 пати. Во побивањето дадено пред говорот, лидерот на републиканците во представничкиот дом Кевин Мекарти го обвини Бајден за поделеност и ги обвини демократите за зголемената инфлација, криминалот и владините трошоци. А тимот експерти на Обединетите нации денес продолжува со работа откако вчера ја заврши првата обиколка на нуклеарката за порожје. Борбите во близина на објектот и натаму се одвиваат. А од другите вести во Украина, над 100.000 деца се родени во државата од почетокот на војната. Од почетокот на руската инвазија, повеќе од 100.000 деца се родени во Украина. Тие се нова генерација во државата, настаната во време на војна, која не покажува знаци дека ќе заврши. Микита и Артем се родени за време на најтешкиот руски напад на Киев. Денес, нивниот дом продолжува да биде под постојана закана. Но тие растат и им носат радост на нивните родители кои се навикнуваат на новата улога и реалноста во која треба да ги чуваат своите деца. Ова породилиште работи постојано од почетокот на рускиот напад. Тоа е специјализирано за предвреме родените бебиња и вработените им го спасуваат животот на новороденчињата секој ден. Лекарите велат дека функционирањето на болницата е речиси вратено во нормала. Во февруари беше преполно со жртви од нападите на главниот град и околината. Дарина Шпин и Ирина Черко последните денови од бременоста и првите по породувањето ги поминале во засолниште. Ја прокинулась 24 числа. Се разбудив на 24 февруари, минута пред експлозијата. Видов од прозорец како луѓе бегаат некаде. Сите пишуваа пораки дека почнала војната. Не можевме да одиме никаде, бидејќи ќе требаше да се породам во парк. Моравме да останеме дома. Никогаш не помислив дека прв пат моето дете ќе го видам во засолниште. У нас бул тревожна вализка, она была постојано зна. Имавме куфер за воитен случај. Секогаш беше со нас. Мојот сопруг го обезбедуваше породилиштето. Ги штитеше нашите животи, мојот и на бебето. Сега половина година откако почна војната, овие бебиња ќе ги направат првите чекори кон иднината која е несигурна. Сепак, нивните родители и натаму се исполнети со надеж. САД регистрираа над 14.000 случаи на мајмунски сипаници. Калифорнија веќе прогласи воредна состојба. Гласот на Америка јавува отаму. Гувернерот на Калифорнија Гевин Њусом прогласи воредна ситуација поради мајмунските сипаници, како што бројот на заразени продолжува да се зголемува. Привремени клиники се отвораат низ Калифорнија за да им се олесни на граѓаните што може да се вакцинираат побрзо да го направат тоа. Секоја клиника може да вакцинира околу 200 луѓе на ден, но за тоа се потребни резервации, а побарувачката е голема.
Just to not get sick. Само да не се разболам, ќе видиме што ќе се случи, но се надевам дека нема да се изморам или слично. Како што растат бројките, подобро е да се заштитиме отколку да жалиме. I use the gym. Користам сала за вежбање многу, а се плашам дека многу луѓе не одржуваат хигиена. Тоа е причината зошто сакам да се вакцинирам против мајмунски сипаници. Имам многу пријатели што се вакцинираа. Вест Холивуд беше една од заедниците што побара привремена клиника од Доделот за здравство на Лос Анџелес. Главната причина е што многу случаи беа во Вест Холивуд и околината, но лицата што се тестира и мораа да примат вакцина треба да патуваат со часови надвор од населените центри. Членот на градскиот совет на Вест Холивуд Џон Ериксон забележува дека мајмунските сипаници се причина за загриженост на многу од тамошните жители. Иако знаеме дека мајмунските сипаници не се хомосексуална болест, сепак повеќе ги афектира мажите кои имаат секс со мажи. Тие делови беа во и околу Вест Холивуд, бидејќи тука има голем број ЛГБТ заедница. Мајмунските сипаници не се водат како сексуално пренослива болест, иако може да се пренесат преку близок или интимен контакт, како прегарнување, бакнување и секс. Сепак може да се шират и преку допир на заразени работи, како облека и крпи. Заклучно со почетокот на август, Калифорнија има регистрирано над 1000 заразени со мајмунски сипаници. 400 од нив се во Лос Анџелес, што е за 100% зголемување од претходната недела. Сан Франциско забележува слично зголемување на случаите и се соочува со недостиг на вакцини. Моменталните препораки од Центрите за контрола и превенција на болести се дека околу 35 до 40.000 лица во Сан Франциско треба да се вакцинираат против мајмунски сипаници во овој момент. Тоа го побаравме, но ниту одблизу не добивме толку. Овој вакцинален центар во Вест Холивуд ќе биде отворен наскоро. Здравствените лица на Лос Анџелес се надеваат да вакцинираат илјадници локални жители. А плочите се враќаат во мода во Америка. Listening to vinyl is intentional. Слушањето плочи е намерно. Одите до вашата колекција, ги гледате сите ваши опции, избирате некоја што одговара на вашето расположение и потоа ги слушате сите песни. Станувате, ја превртувате плочата од другата страна и тоа е еден вид методичен процес, што го нема во дигиталната музика. Тука во Birdland Records го започнавме ова во октомври 2020 година како резултат на Soundbird Music House кој беше во Вашингтон 6 години. Birdland е продавница за плочи со целосна услуга. Имаме веројатно над 6000 наслови. Мојот пријател ми рече дека плочите се кул. Јас тогаш си реков зошто да не. Не знам кога и што слушам на плоча, но едноставно имате некако носталгично чувство. Една од забавните работи е тоа што секој ден добиваме нова музика. Некогаш се нови, а понекогаш купуваме и користени плочи. Никогаш не знаеме какви изненадувања ќе добиеме. Забавно е да се слуша, забавно е да се открие нова музика за која никогаш не сме ни слушнале. Не знаев ништо за плочите до пред неколку години. Јас пораснав со CD-а, а потоа MP3-ките ја презедоа играта. Никогаш досега навистина нема физички контакт со музика како што се плочите до пред неколку месеци. Многу луѓе околу мојата возрастна група почнуваат да собираат плочи или имаат грамофони, исто како со облеката. Сега се враќаат плочите повторно во мода. Ги чувствувате сите звуци, целосната намера на уметникот е во таа плоча. Од мене толку, до гледање до понеделник.